во користењето на меката моќ од страна на тие хегемонски држави кон овдешните контексти, е тоа што на пример многу има големи замешателства и од страна на амбасадите. Тие сакат на некој начин да станат и концепцијски носители, на пример на тие концепти за како да се направи една прослава на антифашистички јубилеи или слично. Некој можеби ќе каже, па добро, тоа не е толку нешто важно или интересно, не е нешто толку многу централно прашање, но доколку го разгледаме во една поширока смисла и како тие идеи понатаму ќе бидат користени или инкорпорирани, навистина станува важно прашање. И од друга страна пак на тој начин се запира влијанието на тие домашни експерти или историчари кои што се занимаваат долгогодишно со овие теми за антифашизмот, работничката историја и слично, и простор, платформа добиваат токму некои луѓе кои што ќе бидат избрани да ги вршат тие меки фактори на мека моќ. Им се доделувани разни стипендии или пак други некои бенефиции со цел тие да станат промотори на една исчистена пуританска верзија на овие важни наративи на борба и против опресорски сили кај нас, и се доведува до многу замешателства кои многу негативно ќе влијат подоцна на политичката организација, борба и така натаму.